Добро вечер, почитувани гледачи. Ова е визави на програмата на ТВ Канал Вес. Како што можете да забележите, на место во студиото на нашата телевизија се наоѓаме во просториите на Националната установа Завод и музеј Струмица, каде што ќе разговараме со директорката на музејот, госпоѓа Василка Ѓоргиева. Госпоѓа Ѓоргиева, благодариме за гостопримството и се наоѓаме помеѓу новоотворената поставка на музејот Струмица. И еве на самиот почеток да ни кажете колку време се подготвуваше оваа поставка и што се може да види јавноста во неа. Значи сега се наоѓаме во делот постојана поставка во Завод и музеј Струмица, која што неодамно беше отворена откако се реновираше неколку години. Отварањето беше на Денот на музеите, еден убав свечен настан кој што го споделивме и со јавноста во Струмица. Поставката чекаше на свое реновирање 30 години, значи отворена е пред 30 на години и времето, благо кажано, ја прегази, бидејќи со текот на време, значи се користи нова технологија во музејското представување на предметите, а паралелно со тоа нашите истражувања пак ни донеса нови предмети музејски кои што заслужуваат да бидат представени пред нашата јавност, пред нашите посетители. Од таа причина во 2015 година колективот на Завод и музеј Струмица одлучи дека е време да се подготви еден проект кој што би го опфатил ова шминкање или дотерување на нашата поставка. Се направија некои градежни зафати, значи подот, нови витрини, ново осветлување, камери, нова видеопрезентација со телевизии. И сето тоа да биде малку поблиску до она што значи музеј на 21. век, кој што ќе ја представи нашата богата историја. Во поставката се презентирани предмети од Струмица и Струмичко, од нашите локалитети, нашите објекти и настаните кои што се одиграле на просторот на Струмица и Струмичко и така и се вика, наслов на поставката е Струмица и Струмичко низ историјата. Така што овде наоѓаме предмети од праисторија па се до поново време. Како што знаете, еден од белезите на нашиот град е цареви кули и кога се влегува во поставката, прво што се среќаваме се со праисториските предмети изложени на царевите кули, понатаму се движиме хронолошки низ локалитетите од антиката, тука е термата, за да потоа продолжиме со изложените предмети, убавите фрески од Орта џамија, и како што се движиме хронолошки исто низ царевите кули со предмети од средниот век до етнолошки и историски предмети кои што го побудуваат интересот на најмладите. Значи, задоволни сме од одзивот и интересот што го покажаа граѓаните и љубопитството за да дојдат и да прошетат низ нашите ходници, низ нашите витрини и да се уверат дека историјата во Струмица е навистина богата и за видување и за споделување. Има навистина голем број на предметни артефакти кои што се наоѓаат во овие витрини. Дали тоа е најголемиот дел од она што го поседува Завод и музеј Струмица или има се уште многу бројни докази за постоењето, за живеењето на струмичани во минатото? Нашето депо секојдневно се збогатува, бидејќи постојано сме на терен, со текот на годините, значи одиме на нови локалитети, ги истражуваме старите, се носат предмети. Во поставката се трудиме да ги изложиме најрепрезентативните и најексклузивните предмети, оние што ги поминале фазите на обработка. Знаете, за да дојде еден предмет во музејот како музејски предмет, треба да подлежи на конзервација, треба да биде и научно истражен и публикуван со тек на времето, значи да дојде до судот на јавноста со сите фази претходни кои што мора да ги помине еден предмет. Така што во депото имаме уште науди, ги викаме, значи материјал прибавен во низ локалитетите и објектите, но кои што чекаат своја конзервација да се заштитат за да можат да бидат презентирани како дел од поставката. Секако дека во депото имаме уште што треба да се изложи, да се збогати приказната за Струмица, но просторните можности сега се тие
здравје, да се надеваме дека ќе успееме да се прошириме со нов простор, за да може да се комплетираат и понатаму со нови предмети и така да го држиме вниманието на нашите посетители постојано, да сме интересни, да не е сега го видов музеот и за следните 10 години немам потреба да дојдам и да разгледувам. Кога е отворена поставката за посета и дали веќе доаѓаат групи на туристи или пак граѓани заинтересирани да зирнат што се крие помеѓу витрините на оваа поставка? За периодот додека се реновираше поставката, за жал моравме да враќаме и странски туристи и од училиштата. Знаете, во училишната програма е внесена посета на музеј како задолжително, дали во 6-то или во некој од оделенијата во основните училишта, и тоа е за поздравување. Значи, децата од мали се учат како се однесува музеј, каде е музејот, што има во музејот, па и тука се одржуваат и едукативни часови, работилници, да се вгради во дечињата, во свеста на дечињата дека музеите се исто така интересни, не се само сувопарно изложување на предмети, туку со тие предмети е врзана некаква приказна, некаква историја и таа да им се презентира на дечињата и така најлесно останува во свеста, во меморијата за локалитетите, за објектите, така се учи. Значи, преку вклучување на повеќе помагала училишни и со нашите предмети се учи и што е музејски предмет, каде се ископува, каде се истражува, се учи за работата на археолозите, историчарите на уметност, историчарите и така натаму. Значи, за посета до прва ќе зборуваме сега во новиот простор, до овие 2 недели колку што е отворен музејот, сме задоволни, значи од училиштата континуирано си доаѓаат, секој ден имаме најавени од струмичките или околните училишта и тоа е исто така убав начин за наша презентација. Најмногу не изненадуваат странските посетители кои што лесно не наоѓаат, значи тој што сака да види и да посети музеј ќе не најде и сме имали посетители од најразлични места, но сепак сметаме дека примарно е ние самите да си знаеме каде е музејот, кои ќе ни дојдат гости, да ги понудиме, да ги прошетаме до музејот, да кажеме за нашето минато и да се трудиме ние како институција да се наметнуваме, да бидеме во задолжителната агенда на сите посетители, било домашни или странски, да бидат дел од нашите посетители, да дојдат да видат и да споделат со нашето искуство. Дали има начини, веќе дали разговарате со дел од колегиумот во Завод и музеј Струмица, како оваа поставка да биде поблиска до граѓаните? Дали ќе бидете отворени можеби во деновите за викенд, а се разбира истото се однесува и на сите оние објекти и споменици кои што се под ваша заштита, под ваша надлежност? Планови има многу, значи сакаме да бидеме отворени како што се отворени сите музеи во светот. Тоа ќе се спроведе, значи со споделување со колективот како идеја да видиме како би одела реализација. Значи најпрво не очекува да се доекипираме за да можеме да ги исполниме тие работни сати и викендите да бидеме отворени во некои сати, да бидеме отворени за посета, да не ги одбиваме странските или домашните групи кои што сакат да видат музеј или некој од нашите локалитети. Инаку за најавени групи, независно од тоа што сабота и недела не се наши работни денови, секогаш археолозите и кустосите излегувале во пресрет на барањата на посетителите и за сметка на нивното одмарање дома за време на викенд се оди на терен, се презентира на локалитетот и сето тоа досега се правеше бесплатно, со волја, на трошок на нашиот музеј. Сега е малку и по менаџерски размислуваме да се воведат некои символични билети со кои што би било за нас полесно одржливоста на нашите локалитети и со текот на времето
да се проширува таа форма на која што ќе може да се презентира пред јавноста, дали преку одржување на манифестации, дали преку некои часови, едукативни работилници, сето тоа да го направи поатрактивно и ние да ги оправдаме тие билети што ги бараме, а и за посетителите да остане во сеќавање, едно убаво сеќавање. Дали во моментов е терет на музеј Струмица да ги одржува објектите и спомениците кои што се под негова заштита? Тоа е наша законска обврска. Пред се сега терет финансиски е на Министерството за култура, бидејќи се финансираме преку буџетот и преку Министерството за култура. И за жал потребни се многу средства за да може да се тековно одржуваат објектите кои што се дадени на користење или се во собственост на завод и музеј. Друг еден момент е соработката со собствениците, бидејќи знаете имаме приватни објекти кои што се во собственост на физички лица и со кои што мораме да имаме соработка за да може соодветно да се чуваат како културно наследство. Значи тешко оди, бидејќи изискува културата средства. Не е ефтино хоби, не е ни малку хоби, него тоа е една одговорна задача и бара и средства, и време, и стручност. И соработка на сите засегнати страни. Музејот, треба да соработува со собствениците, со корисниците, со општините, со граѓаните, да го чуваме тоа што го имаме, да не валкаме, да не фрламе ѓубре. Сите да дадеме свој допринос со нашата свест, за да го чуваме тоа што го имаме и да трае и понатаму, да не го изгубиме. Имате ли се појавува ли потреба кај вас дека потребна е поголема промоција на спомениците на културата, спомениците под заштита на музејот и на некој начин тие да станат многу повидливи на мапата на Струмица и на посетителите кои што доаѓаат? Тоа е, едно барање и од посетителите, а и ние сме свесни дека е потребно да се наметнуваме во денешно време. На секој чекор има забави, има наша конкуренција и за да бидеме видливи, точно треба да бидеме присутни, почнувајќи од најобични патокази, до флаери, до медиумско представување, до презентирање на тоа што го имаме, но тоа е само еден сегмент од нашата работа, сектор како посебен за маркетиншко и презентирање треба да постои во музејот и тоа да си тече независно од периодот за кој што разговараме, дали во текот на реализацијата на програмските активности, дали реализираме вон програмски кои што исто така се застапени, тоа да си биде една обврска на лица вработени кај нас, кои што ќе информираат јавноста за сите наши активности, чекори, планови, идеи. Во моментот, за жал, немаме лице кое што е од таков профил и сета одговорност за маркетиншкото презентирање спаѓа како обврска на раководителот на институцијата, па со соработка со локалните медиуми или националните, за да може да се презентира нашата активност. Но да се надеваме дека ќе се екипираме на тој план и ќе бидеме малку поприсутни во медиумите и по широкиот простор. Во последно време се повеќе се актуелни странските фондови, фондациите и владите кои што даваат средства за реализација на многубројни проекти, вклучително и од областа на културата. Дали оваа установа има веќе искуство со црпење на тие фондови или па како досега го немате ова искуство, дали сте имале барем понуда или идеи да реализирате некој од таквите проекти? 2018 е година на културното наследство и се дава акцент на заштитата на културното наследство во определувањето финансиски средства од тие странски фондови, дали станува збор за ИПАРД програма, Светска банка и така натаму. И ние бевме буквално атрактивна цел на сите апликанти кои што имаат претходно искуство во изготвување на апликации. И малку се најдовме затечени од причина што не сме соодветно подготвени за тие апликации, бидејќи тоа е еден процес кој ги има поминато и прочитано, сваќа колку се обемни и прецизни во давањето информации при изготвувањето на тие апликации, при барањето на финансиски средства.
имавме како наша идеја самостојно да конкурираме оваа година за еден проект, но се најдовме неспремни. Значи, почнавме, ама свативме оти ни треба поширок круг на луѓе вклучени во тоа, не може самостојно да одлучуваме, ни треба од општината некаква документација, а роковите од објавата до датумот на аплицирање беа 1-2 месеци, за жал не успеавме, но тоа е едно убаво искуство за следните повици, значи тие не завршуваат, ова беше втор повик, има и трет. Но до сега ние како искуство сме биле само партнери на директни корисници на средства, не сме биле директни апликанти, значи дали сме биле вклучени преку општина или преку некоја невладина организација, но не може да кажеме дека станува збор за некаков проект, освен Цареви кули, кој што исто така беше преку општината, некаков поголем проект за да презентираме ете тие средства ги имаме искористено или оправдано. Сега сме партнери со невладина организација, но се уште немаме информации дали проектот е добиен, така да можам и да споделам нешто повеќе. Ни треба и тука некаква обука за да можеме да ги аплицираме или тие што имаат искуство да ни се понудат да ни помогнат. Дали за некакво материјално обештетување, да можеме да влечеме пари од Европа, да не чекаме се од Министерството за култура. Свесни сме колку е моќта на нашето министерство секаде да распореди од таа сума која што му се определува секоја година и треба тука да сме малку подинамични и заинтересирани за тие фондови, да се надеваме оти ќе почне тоа аплицирање да биде наша пракса, за да можеме да си добиваме средства за локалитети и објекти кои што се во наш интерес да се зачуваат со поголема сума на пари. Кои се другите музејски активности на кои што ќе работите во годинешната програма, се разбира до крајот на тековната 2018 година? Значи за 2018 година аплициравме пред Министерство за култура во дејностите заштита, музејска дејност, меѓународна дејност и тука имаме добиено сума на средства за проекти кои што ќе се реализираат до крајот на годината. Од заштита имаме 6 одобрени проекти, значи заштита ние така си ја викаме, тоа е заштита на недвижно културно наследство и тука опфаќаат археолошки истражувања на локалитетите Банско и Орниче во Костурино, изработка на проект на ѕидовите во Римската терма, статичко истражување на Орта џамија и изработка на заштитно-конзерваторски основи кои што се на барање на општините при изработката на урбанистичките планови. Тоа е наша законска обврска и тоа е ставено во годишната програма. Од музејска дејност имаме 11 одобрени проекти, тие се опфаќаат, значи изложби, виртуелни изготвување на едукативни работилници, етнолошки истражувања и интересно е ќе имаме еден научен собир посветен на Свети 15 тивериополски маченици и ќе се одржи во декември. Тоа ќе биде еден историски собир на наши историчари кои што ќе од различни аспекти ќе анализираат темата за значењето на Светите 15 тивериополски маченици. Од меѓународната пак имаме реализација на археолошки симпозиум, кој што веќе 5 пат се одржува во Струмица и очекуваме 30 наврвни археолози од нашата земја и пошироката соседите, кои што ќе бидат тука на симпозиумот и ќе дават своји теми на култ, за култот и митот. Тоа е насловот на симпозиумот. Зошто се важни овие симпозиуми? Дали археолозите, кустосите црпат знаење од своите колеги од регионот кои што учествуваат или пак можеби се создаваат и услови за заеднички соработки во иднина? Па да бидам искрена, ние со радост ги очекуваме, бидејќи тоа е шанса да се дружат колегите од иста вокација, да разменуваат искуства, да си споредуваат. Многу често кај нас се битни аналогиите, еве сличен објект, па така заштитено. Значи, исклучително се важни, а
уште поважно е што се остава, сите завршуваат со публикација, значи сите теми кои што ќе бидат презентирани потоа остануваат како дел од нашата библиотека и со тоа се потврдува кои се теми биле актуелни, се гледаат најновите достигања, исклучително се важни. Значи, самиот факт што еве веќе 5-ти пат се одржува меѓународниот симпозиум укажува на тоа дека вреди да се организира такво нешто, да се канат луѓе и да се разменуваат нови знаења, вештини од струката. Дали музеот подготвува некаква публикација поврзана со археологијата или некоја од останатите области кои што ги работи, кој што треба да излезе во следниот период? Да, значи за Цареви кули конкретно да кажам дека има колегата изработено еден убав материјал кој што според него во очекување би бил 3-томен. Сега средствата како ќе ни ги одобрат, аплициравме за 2018, но не беа одобрени, да се надеваме за следната година, оти ќе успееме барем еден том да се публикува, бидејќи тоа е едно значајно пишано дело за Струмица, конкретно за нашите Цареви кули кои што се белек на градот. И очекуваме да помине таквиот проект. Дали ќе се работи и на некои од досега работените локалитети, например Цареви кули или пак на колната населба во Дојран, кои што беа многу атрактивни за нашите гледачи? Значи, археолошки истражувања нема да има за 2018, за 2019 програмата допрва ќе се спрема, но општината знаеме дека аплицираше со меѓународен проект да се продолжи со градењето на кулата, со реконструкцијата. Не знаеме, значи, докаде се, дали има одобрено, дали до која фаза е тоа одобрување на проектот, ќе биде информирана јавноста дополнително. Тука е изработен идеен проект, значи едно интересно видување на тимот од колегите кои што беа вклучени во изработката на проектот, музеј на вода, наколно живеалиште на вода и музеј на делот кај што е шеталиштето во Дојран. И тоа беше најавено и пред новата локална власт во Дојран. Истите позитивно реагираа на проектот и пројавија интерес да се вклучат во финансирањето, но се уште немаме потврда за одобрени финансии. Ние не се откажуваме од реализацијата на тој проект, но бараме некое погодно време за да може во еден здив да се направи тоа, да се обезбедат сите средства, да се обезбеди изведувач. И тоа е убаво како Дојран туристичко место, има постојан прилив на посетители. Убаво е да се реализира, бидејќи ќе носи и нови вработувања и финансиски ќе го помогне одржувањето на така замислената населба, а на многу интересен начин ќе го прикаже тој живот над водата како се одвивал кај нашите предци. Така. Кои се приоритетите кои што како установа ги имате во следниот период, можеби 2019 година? Кои се точките на кои што би сакале да бидете активни и да работите? Тука продолжува на тоа што е отпочнато на некои локалитети да си продолжува. Колегите си имаат своји замисли како да ги терат активностите. Секогаш не ни ги одобруваат средствата кои што сметаме дека се потребни да се реализираат одредени активности и тоа секогаш се остава за следната година, така што секогаш ние привршуваме нешто отпочнато. Значи, ќе се работи и на манастирите, и низ објектите каде што има потреба. Еве 2018 на старата чаршија ќе има обнова на фасада на една куќа. Тука ќе тече постапка прво за склучување договор со изведувач, а потоа ќе се почне со работа, со реализација. Значи, тие се активности вградени во некоја поширока планска основа на работата на Завод и музеј. Значи, остануваме на теренот на заштитата на недвижното наследство, остануваме во делот на музејската. Овде имаме идеи како технолошки да се подобриме во смисла да сме интересни и за странски посетители со таблети на повеќе јазици. Значи, тука ќе си течат сите замисли кои што досега не беа реализирани, а вредат да се стават на планот на реализација,
ќе се продолжи со работа. Сето тоа ќе бидете информирани во програмата која ќе се аплицира пред Министерство за култура за 2019 и ќе можеме да кажеме еве што следно ќе сработиме. Тоа прво си оди на колегиум, се прави планот, па се прават апликациите. Господја Георгиева, кои се искуствата кои што може да се земат од музеите од регионот? Како тие се стремат на привлекување на туристи и кои што би можеле да се применат и овде за да бидеме поблиску до потенцијалните посетители, до туристите и се разбира повидливи за граѓаните? Значи сега со можностите на интернетот ги следиме сите светски музеи, таму веќе и искуствата и богатството не вреди да се споредуваме, бидејќи секое богатство си е богатство за себе, непроценливо, нема вредност, но начинот на кој што се презентира е убаво да се споредува, да се крадат идеи, условно кажано, да не одиме подалеку, еве ги искуствата во нашите соседи Бугарија, кои што користејќи странски фондови, буквално секоја педа ја имаат преориентирано како културно наследство, како презентација на нивната историја. И тука треба да црпиме и ние инспирација и да можеме да ги следиме веќе измислените и проучени успешни приказни. Кај нас и Грција и Србија сите имаат позитивни искуства како оди презентирањето на културното наследство. Доволно е само да бидеме упорни, да се едуцираме, секој за себе да се надградува, за да можеме да одговориме на оваа убава, света задача да се чува и презентира културното наследство на Стромица и Стромичко. Ви благодарам за разговорот и се разбира уште еднаш за гостопримството во просториите на Музеј Струмица. Ви благодарам и на вас и во секое време. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Визави ќе има и следната недела во истиот термин, 20 часот и 30 минути во четврток. Довидување.